Здраво, драги пријатели, добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на една многу привлечна и интересна тема, особено за младата популација. А тоа е темата и прашањето зошто ние луѓето јадеме доста калорична и мрсна храна во периоди кога можеби конзумираме алкохол и периоди после конзумација на алкохол, односно денот следен, кој што практично значи огромен мамурлак и зошто тоа се појавува. Има научно истражување во врска со оваа тема која што и мене лично ме интересираше и мислам дека е доста интересна да ја зборуваме, а тоа е дека кога конзумираме алкохол во поголеми количини, тоа продуцира една молекула која што се вика галанин и тоа е хемиска реакција во мозокот која што се создавала многу одамна, односно кога човештвото почнувало да се креира, а тоа е нашиот животински инстинкт да јадеме висококалорична храна, односно храна која што во својот состав има многу калории од масти, затоа што мастите практично и држат можеби најголема ситост и имаат најмногу енергија во себе. И практично кога ние пиеме алкохол, галанинот се активира во поголеми количини и сето тоа предизвикува да ние јадеме доста калорична храна. И сигурен сум дека многу од вас кои што можеби не знам, имате некаква прослава или сте излезени надвор во град и ќе заглавите можеби до 2, 3, 4 сабајле со малку поголема количина на алкохол, ви се случува да многу често вечерта ја завршите во пекара или утрото да го завршите во пекара или да јадете некој сендвич или нешто што инаку не би го изеле, затоа што едноставно потребата за таква храна ви е огромна. Има научно истражувања кои што го докажува тоа и зошто тоа така функционира, но од друга страна ако се прашуваме за превенција на тие работи и како можеби ќе избегнеме да не внесуваме толку многу калорична храна после алкохол кој што и самиот по себе носи калории и шекери, е да она што мене барем ми функционира е да внесувате што поголема количина на растителни влакна. А тоа значи дека може за време на пиењето на алкохол и пред пиењето на алкохол да обезбедите доволна салата во своите оброци и можеби продукти и оброци спремени од растително потекло. Затоа што со внесувањето на растителни влакна и вода во вашето тело ќе обезбедите прво чувство на некаква ситост, а од друга страна растителните влакна се задолжени за да ги собираат токсините кои што ги имаме во нашиот дигестивен систем и во цревата, кои што подоцна ќе се исфрлат во тоалет. И тоа значи дека дел од тие токсини и дел од алкохолот можеби нема да стигне во толкови количини до мозокот и нема да испроducира толку галанин за да можеби не ни се јаде истата вечер или можеби следниот ден кога ќе се јави мамурлакот. Така да значи салатите и можеби додаток на растителни влакна ќе ви помогне во превенцијата на тоа, макар да не знам искрено колкава количина треба да изедете, доколку имате намера или доколку се случи да изедете, да испиете голема количина на алкохол, но во секој случај тоа е нешто што јас знам дека функционира и сум го читал и сум го научил, така да ете чисто препорака за некој од вас кој што не сака да му се јави таа огромна потреба за висококалорична храна кога конзумира доста алкохол. Тука за денешната епизода завршуваме. Се гледаме во наредно издание. Фала ви за времето кое што одвојувате да ги гледате овие епизоди и теми и ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!